Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, добро утро. Срдечен поздрав од студиото на Радио Глас на надежда. Еве, и овој ден го започнуваме повторно заедно со вас и со нас, ова наша и ваша емисија. Ова утринска програма би ја започнале со следнава мисла. Најтешката борба на човекот е борбата против сопственото срце. Понекогаш подобро е да бидеш љубезен, отколку да бидеш во право. Не ни е потребен интелигентен ум кој зборува, туку трпеливо срце кој умее да слуша. Нека со ова мудра мисла го започнеме овој ден. Денеска е 28 јуни, вторник 2022 година. Навистина, денеска во Кавадрици 8 на сончев ден плюс 19, така да ќе имаме убав сончев ден. Еве на почетокот да ве поздравиме со една убава христијанска песна. Draga dušo, tebe znaj, saka da te spasi Bog. Toj te vika sega čuj, sakaš li me grešniče. Toj te vika sega čuj, sakaš li me grešniče. Skitniku izguben greh, ja ste vara temina, nakot ja ste ogreja, i ti da do svetlina. Nakot ja ste ogreja, i ti da do svetlina. No besilen su mi sva, ljubav tvoja, Hriste, ti moje srce razgori. Ljubav tvoja, Hriste, ti moje srce razgori. Еве не повторно во живо во нашето студио. Ја следите програмата, почитувани гледачи на
Radio Glasna Nadešte. Emisija koja se emitova sveko jutro od ponedeljnik do petok v 8 časov i 30 minuti. Na početku da gi prosledime današnjite servisni informaciji. Rekovme дека денес е 28. јуни, вторник, 179 ден во годината или уште 186 денови до крајот на ова календарска година. Сонцето во Кавадарци изгреа точно во 5 часот, а истото ќе зајде во 20 часот и 10 минути. Плюс 19 е моментално во Кавадарци, што се однесува до временската прогноза, таа гласи дека ќе имаме сончево и топло, многу топло, со мала до умерена локална облачност. Во попладневните и вечерните часови ќе има појава на нестабилна облачност со пороен дожд и грмежи. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. УВ зрачењето е високо 18,8, значи 8 е УВ зрачењето. Што се однесува до температурите во Македонија, тие ќе се движат во Тиквишијата од 19 до 36, во Гевгелија од 21 до 38, значи најтопло ќе биде во тој регион, во Беровскиот регион од 11 до 30, потоа Куманово од 13 до 30, очекувајте грмежи, попладне и дожд. Во Скопскиот регион исто така ќе биде доста топло од 19 до 35, во западните делови од 14 до 28, во Охрид од 16 до 30 и во Пелагонија од 17 до 32 степени. Нешто слично ќе биде и утре, но за тоа ете ќе ја следиме прогнозата и утре ќе кажеме како ќе биде времето. Како е да е, значи пред нас е топли денови, лето е и затоа еве максимално да се искористат тие топли денови. Од Автомотосојузот на Македонија јавуваат дека патните правци, односно патишата се суви во Македонија и сообраќајот се одвива несметано, значи нема никакви пречки. На поедини делници се обавуваат работи, односно значи се поправуваат патишата, затоа внимателно возите и внимавајте на поставената сигнализација. Што се однесува до граничните премини, значи на сите гранични премини, освен Табановци и Богородице, каде што има чекање некаде од 20 до 30 минути, на останатите премини, како што се Дојран, Пеленце, Меджитлија, Девербај, Ќафасан, Делчево, Новосело, Блаце, нема никакви задржувања. Еве според камерите кои се поставени од нашите страни на границата, еве ќе ви известам, во Табановце моментално нема воопшто автомобили. Значи за излез има 2-3 автомобили, тоа е незначително, а за влез скоро и нема. Значи тој бран очигледно утрово поминал. Има нешто гужва, утрово кога дојдов во студио видов дека имаше гужва во Гевгелија за излез од Македонија кон Грција, но веќе тие две колони ги нема. Значи имаме овде, гледам неколку само автомобили, но тоа е незначително, значи нема гужва и за излез од Македонија кон соседна Грција, а за влез во Македонија воопшто нема ниеден автомобил. Блаце исто така гледам дека нема гужва. Има за излез од Македонија неколку автомобили, но за влез во Македонија од косовска страна нема воопшто гужва. Така да ако патувате, ако планирате да патувате, нема долго да се задржувате на граничните премини. А што се однесува до наплатните станици во Македонија, воопшто нема гужва. Очигледно се помалку и помалку луѓето возат, бидејќи доста е скап бензинот или возат можеби таму кај што има итна потреба, така да еве скоро патиштата низ Македонија се празни. Одиме понатаму, почитувани гледачи, да ја проследиме рубриката на денешен ден. Значи рековме денес е 28 јуни. Еве што се случило во минатото. 1491 година роден е англискиот крал Хенри VIII. По прекинот со римокатоличката црква, Хенри VIII спровел црковна реформа и прогласување на англиканската црква. Значи, англиканската црква 1534 година независна од Ватикан. До тогаш биле заедно, но
ova crkva, znači v Anglija, se odvojila v 1534 godina, a so kralj, kako vrhoven verski poglavar, to uspjel da je proširi vlasta na Wales, Škotska i Irska i uspešno je izgradil silnata flota, podosna temeljna anglikanskata pomorska sila. 1712. godina vo Ženeva je roden Jean-Jacques Rousseau, francuski pisatelj i filozof, prosvetitelj, mnogo vlijal vrz mislitelite na svojeto i na podosnežnato vreme. Njegovite dela poznati se rasprava za naukato i umetnosta, Emil i taka natamu. 1836. godina umrel amerikanski državnik James Madison, tatko na amerikanski ustav, predsjedatelj na Sojedinetite amerikanske državi od 1809. do 1817. godina. 1938. godina na današnji den krunisana bila britanskata kraljica Viktorija, prva jedna godina po posledno nasledovanje to na prestolo. Dvotekot na neizinoto vladenje do 1901. godina će stopati narečeno viktorinska epoha, moktena britanskata imperija i neizinoto kolonijalno carstvo dostignale najgolem uspeh. Dobro, je jedan Nobelovec, 1873. godina, roden je francuski hirurg i biolog Alexis Carrel, dobitnik na Nobelovata nagrada za medicina vo 1920. godina. Što to i pronašao, značajan je po otkrivanju to na prenosot na tkiva, znači to je transplantacija na tkiva i održuvanje na živo tkivo nadvorot organizmot. Eve, благодарение на овој човек, на овој научник, на овој хирург, ети денеска медицината спасува луѓе. Значи се зима органи од еден човек кој може би повреден или пред смрт или со брекјајка и тие ги донират своите ткива, односно своите органи на други луѓе да можат да живеат. 1891 година на денешен ден под раководство на македонскиот социјалист Васил Главинов почнал да излегува весникот на македонските социјалисти Револуција. Еве интересен податок, 1914 година во Сараево бил извршен атентат врз австријскиот престолонаследник Франц Фердинанд. Атентатот го извршил Гаврило Принц, еден од основачите на организацијата Млада Босна. Овој атентат го искористиле австро-унгарските империалисти да ја нападнат Србија. По неприфатениот ултиматум на Австро-Унгарија, таа на 28. јули 1914 година ја објавила војна на Србија, со што почнала Првата светска војна. Во Софија на денешен ден 1921 година бил убиен Ѓорче Петров, еден од личностите кој целиот свој живот го посветил на борбата за слобода на македонскиот народ. 1935 година председателот на САД Франклин Рузвелт наредил изработка на трезор за златните резерви на САД во Форт Нокс во Кенетаки. Ете, уште тогаш американците имале, значи, трезори за чување на нивното злато. Добро, 1993 година на денешен ден во Лондон Република Македонија го подпишала уставот на УНЕСКО, со што формално станала членка на оваа асоциација на ООН. Добро, еве уште некоја информација. 1995 година на денешен ден Република Македонија и Република Азербејџан воспоставиле дипломатски односи на ниво на амбасадори. На денешен ден 2001 година починал Оливер Китановски, на 21 година од Башино село Велешко, припадник на МВР на Република Македонија. Тој умрел од задобиени тешки рани во борбите на 23. јуни 2001 година против албанските терористи меѓу селата Брњарци и Арачиново. И ете, тоа беа настаните кои се случиле во минатото, а историјата ги забележала. Одиме сега со песна, почнуваме гледачи, потоа ќе продолжиме со останатите рубрики.
duga cesta koja vodi sve do raja. To je cesta, cesta mira, cesta mira i ljubavi. To je cesta, cesta mira, cesta mira i ljubavi. Jedno obećanje da će opet doći k nama. To je obećanje vjere, upanja i ljubavi. To je obećanje vjere, upanja i ljubavi. Kada moraš sutra poći sa križanja svoga puta, pođi putem Krista, putem Krista i ljubavi. Pođi putem Krista, putem Krista i ljubavi. Pođi putem Krista, putem Krista i ljubavi. Продолжуваме со нашата програма. Почнуваме гледајќи следува рубриката Капки на мудроста и кратка утринска приказна. Еве за кои капки на мудроста се одлучив денеска да ви ги прочитам. Без оглед на тоа дали те отворил животот или конјот од седлото веднаш врати се назад. Никој не е толку богат и славен да може да се откаже од една насмевка, нито толку сиромашен за да не може да ја подари. Не се раковај со будала, луѓето можеби нема да ја воочат разликата. Еве некој и тоа го запишал. Среќата секогаш изгледа мала кога ја имаш во рацете, но пушти ја и ќе ја видиш низината големина. Молчењето не секогаш значи сиромашен речник, понекогаш значи и богато искуство. Тивките луѓе имаат најгласни мисли. Во животот не се важни чевлите што ги носиш, туку патот кој го одиш. Јас не ги мразам луѓето, само се чувствувам подобро кога некој од нив не се во моја близина. Еве, овие беа капки на мудроста што некој ги запишал и јас сега ги прочитав да се подсетиме од ова богатство на идеи, на размислување, бидејќи во мноштво луѓето, вели Библијата, е советот. Одеме сега да ја проследиме и нашата утринска приказна, која носи наслов Девојката и ѓаволот. Еден ден една млада девојка која имала само 16 години, откако слушнала од низините родители за Бога, се одлучила да оди во црква. Но непријателот го видел тоа, па во лик на стара жена се појавил пред девојката и започнала да ја прашува: "Каде си тргнала, девојче?" А таа одговорила: "Сакам да одам во црква и да се помолам на Бога." Но старата жена почнала да ја разубедува: "Што ќе правиш ти во црква, таму се само стари луѓе." Така девојката почнала да се придомислува и се вратила дома. После неколку години, на истата девојка, која повеќе не била девојка, туку жена која имала речиси 40 години, и се појавил истиот копнеш во срцето да оди во црква за да се помоли и обрати на Бога. Но и овој пат непријателот се погрижил за тоа. Одејќи жената кон црквата, повторно била пресретнета од непријателот кој бил во лик на стара жена и повторно почнала љубопитно да ја прашува каде тргнала.
Ta pak odgovorila, odam vo crkva da se pomolam na Boga, no starata žena je rekla, što ke praviš vo crkvata, mlada ženo, ti si sega vo najubavite godini, treba samo da uživaš vo životot. I ovoj pat razobedovanje to uspejalo, pa ženata se vratila doma. Koga ostarela i naponela 80 godini i koga jedva i možela da se dviži, jedan den povtorno se odlučila da odi vo crkva. Sepak na neprijatelot Iova nemu se dopadnalo, pa ovoj pat se pojavil pred neja volikna mlada žena koja je počnala da prašuva. Eve, pojdo vo crkva da se pokajam i da se molam na Boga, a na ova mlada žena, prepraveniot neprijatelj, je razobedovala, što bi pravila ti vaka stara i iznemoštena babička vo crkvata, pa tamo se samo mladi luge. I taka i ovoj pat mu uspejalo na neprijatelot da je razubedi i ta se vratila sekako doma. Posle nekoliko meseci i babota, znači sega ova stara žena, počinala i nikogaš ne uspjela da se obrati na Boga. Taka je, počtovni gledači, isto seko je ličnost. Neprijatelot preko raznih iskušenja, sekojednevno i na razni načini se obidova da ja spreči seko jedna duša da se obrati kon Isusa. Seko je duša za sebe odlučova po koji patke odi, po patot na neprijatelot ili po patot na životot i vistinata, patot kon Boga. Isus mu reče, ja sam patot, vistinata i životot i nikoj ne dojaga pri tatko mi osven preko mene. Evo, ova je navistina poučna prikazna vo koja može da se vide mesitenije. Često pati lugetima dželba da otidat vo crkva, da se pomalot na Boga, da se pokajat, odnosno da napravat jedna reforma, da go sledat Isusa Hrista, no gavlot ke se posluži. Ne mora da bide volikna stara baba ili na mlada žena, toku može bi preko tvojite domašne, preko tvojite sopruga, decata, prijateljite, komšijite, rodninite, ke te odvrakjati, ke kažat, ne je to za tebe, pa ti si mlad, ili ti si star, pa ti treba ovo da go napraviš, pa ona. Religijata crkvata ete za one koji imat poveke vremi taka na tom ili nemat što da rabotat pa te go trošat vremeta u crkva. Ne je točno. Sega je vreme koga go slušneš Božji odglas da se obratiš i da go slediš Isusa Hrista. Svekako životot ni nudi ona što go nudi. Bog ne kažel da se povlečeme nije gore vo šumovo planina da živeme, da neme kontakt su lujuto ako veruvame vo Nego. Nije ke rabotime, ke sustavame, ke se ženime, ke se mažime, ke gradime. To je biblijsko proroštvo, no sepak Gospoda Isusa Hrista nikož za njego izgubime od vid. Isus rekao, ja sam patot, vistinati i životot, nikoj ne dojaga pri tatko mi osim preko mene. Evo ova žena, mlada devojka koja je posakala da ode vo crkve, đavol uspjel da je odvrati. I koga posakali vo srednjoj godini povtorno i svega vo staroj godini, to i se pretvara vo mlada devojka i veli, što ke baraš tamo, babo, tamo samo se mladi, starite doma da se da za njih poveke, ne je potrebna crkva. Đavol ke najde postojeno pričini da ne spreči vo našata vera kon Gospoda, no da nego slušame tuku da mu veruvame na Isusa Hrista i na slovoto njegovo kojego naogjeme vo Biblijata. Eve, to bija kapkina mudrosta i kratkata utrinska prikazna. Odime povtorno so pesna. Isus
Еве после ова детска песна повторно сме во студија и продолжуваме во живо со нашата програма. Следува утринскиот стих за денеска, кој го наоѓаме во посланието до Ефесијаните во 3 глава во 8 стих. На мене, најмалиот од сите свети, ми е дадена ова благодат, да им го навестувам на народите Евангелието на неистражливото Христово богатство. Ово го напишал апостол Павле, кој се чувствувал недостоен да биде апостол, бидејќи не бил тој во таа група од 12 апостоли. Тој бил подосна повикан, но и затоа вели: и мене, најмалиот од сите свети, ми е дадена ова благодат, ова милост, ова можност да го пренесувам, да го навестувам Евангелието и на другите народи. Ајде да го слушнеме сега и соодветниот коментар. Ако врз човекот не се излева обилието на Божјата милост, тогаш тоа не може да му се припише на некакво ограничување што го поставил Бог. Кога сите би сакале да ја примат силата на Светиот Дух, сите би биле исполнети со неа. Предност на секоја душа е да стане жив канал преко кој Бог ќе го излева врз светот богатството на својата милост, недосегливото Христово богатство. Христос ништо не сака толку колку човечките орудија со кои на светот ќе му го представи својот карактер, на својот дух. На светот ништо не му е толку потребно колку љубовта на Спасителот кој ќе се покаже пред луѓето. Целото небо чека живи канали преко кои светото масло ќе носи радост и благослов на човечкото срце. Но Бог кој е богат со милост, поради големата негова љубов, со која не засака, иако бевме мртви поради гревовите наши, не оживеа со Христос или во Христос и не воскресна со Него и не постави на небесата во Исус Христос, за да им го покаже на идните векови преизобилното богатство на својата благодат во добрина кон нас преку Христос Исус. Тоа се зборовите со кои старецот Павле, затвореник за Исус Христос, пишувајќи од затворот во Рим, сакал на браќата да им го објасни тоа што не се објаснува со зборови, неискажливото богатство Христово. Ризницата на благодата, која дарежливо им се нуди на паднатите човечки синови. Ако душата ви копне по Бога, се повеќе ќе го откривате неисцрпното богатство на Неговата милост. Ако размислувате за богатството на Неговата милост, тоа станува ваша својина и ги открива заслугите на жртвата на Спасителот, совршенството на Неговата мудрост и на Неговата моќ, да ве изведе пред Отецот во мир, неопоганети и непорочни. Еве тоа беше соодветниот коментар, почитувани гледачи, врз основа на текстот кој овутро го пронајдовме во посланието до Ефесијаните 3 глава 8 стих. И на мене, најмалиот од сите свети, ми е дадена ова благодат, да им го навестувам на народите Евангелието на неистражливото Христово богатство. Навистина, Павле е еден од поголемите писатели на Библијата. Ние ќе зборуваме малци и во другиот дел на оваа емисија за апостол Павле, за неговата мисија, која била и на овие простори, значи Мала Азија, Грција, Македонија, основал многу цркви, многу луѓе се обратили од благодарение на неговите проповеди и на неговиот живот, кој навистина оно што го зборувал и така го живел. Доколку сакате, почитувани гледачи, да имате ваше светописмо, ваша Библија и да ги читате овие утрински текстови, слободно пишете ни во нашата редакција, а ние ќе ви испратиме бесплатно. Исто така ќе можете да изучувате и дописната библиска школа, Библијата зборува, така да еве сега ќе ја видиме рекламата, а потоа ќе се вратиме повторно во живо во нашата програма. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата,
Svetото pismo na Stariот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве неповторно во програма следува рубриката да ги запознаеме библиските личности. Денеска ќе се запознаеме и ќе се подсетиме за еден од плодоносните писатели во Библијата, тоа е апостол Јован или еден од најмладите Христови ученици. Јован напишал неколку книги, значи првата посланица, втора и трета на Јована, потоа Евангелието според Јована и последната книга во Библијата Откровение. Кој бил Јован Богослов? Еден од 12-тите апостоли на Исуса Христа и признат христијански писател. Еден, значи, од творците на Евангелието. Роден бил во Палестина. Неговите родители се викале татко Зеведеев и мајка Салома. Јован заедно со својот татко и брат биле рибари. Значи, тоа им била основна професија. Во Евангелието браќата се нарекуваат Зеведееви по името на нивниот татко. Тој е еден од првите ученици на Јован Крстител. Значи, Јован Крстител е друг човек, а ние зборуваме денеска за Јован Богослов. Заедно со Андреј, први станале апостоли на Исуса Христа, заедно со Јаков и Петар, тој е еден од апостолите на кои Исус најмногу им верувал. Значи, бил постојано во близина на Исуса Христа. По воскреснувањето на Исус тој останал во Ерусалим заедно со Петар, правиле, значи, чуда, односно го проповедале Евангелието. Во Ерусалим се задржал се до смртта на Марија, Исусовата мајка, зашто таа останала сама. Јосиф очигледно низиниот сопруг починал, зашто бил постар. Таа останала и Јован се грижел за неа, како што слушаме и гледаме и читаме. Секако тоа се случило на крстот, кога Исус му препорачал на Јована мајка, а на неговата мајка син, односно Јован, да се грижи. Значи, таа задача Исус му ја доверил на Јована да се грижи за неговата мајка. Во 60-тите години од својот живот проповедал во Мала Азија, станал, значи, таму старешина и основал христијански цркви на тие простори. Живел длабока старост од 101 година. Знаеме во меѓувреме некаде на 100 години бил затворен на островот Патмос, но Бог на чуден начин му помогнал да преживее, така да доживел длабока старост на 101 година починал. Еве да ви прочитам само неколку текстови од последната книга, чиј писател е Јован. Откровението на Исуса Христа што Бог му го даде за да им покаже на своите слуги што треба да стане скоро. И тој го покаже тоа преку својот ангел испратен при својот слуга Јован, така тој се нарекува слуга Господов, кој го посведочи Божето Слово и сведоштвото на Исуса Христа, се што виде. Блажен е кој чита и блажени се кои ги слушаат зборовите на пророштвото и го пазат напишаното во него, зашто времето е близу. Јован до 7 цркви во Азија. И сега тој почнува од 1, 2, 3 глава, ги опишува тие писма кои ги добил од Бога како видение и ги упатува до тие 7 цркви. Односно, тие 7 цркви означуваат 7 периоди во христијанскиот свет. Така да, едно од тие писма оди во Лаудикеја, а тоа е нашата генерација, кај што упатува остри совети и пораки до таа генерација кој вели дека да си студен или жежок, но бидејќи си млак, ќе те изблувам. Тоа го пишува во 3 глава, тамо некаде во 70 и во 80 стих, каде што Исус вели: те советом да купиш од мене злато пречистено во оган, за да се збогатиш, и бели облики, за да се облечеш и да не се појави срамотата на твојата голотиња. Значи, писмо до црквата на Лаудикеја и до останатите 6 цркви може да ги најдете овде од 1 до 3 глава на ова книга до Откровението. Значи, апостол Јован, еден плодоносен писател, верен човек кој ради својата вера завршил на островот Патмос. Ништо не сгрешил, меѓутоа, сакале да го замолкнат, зашто тој бил гласноговорник за Исуса Христа и го проповедал неговото слово.
Неговото евангелие е напишано за прогонувањето на христијаните. Тој во христијанскиот народ се трудил да ја утврди вербата кон Исус Христос, творец е на откровението самиот Јован. Негов символ, значи, е издржливоста. Заштитник е и многу луѓе денеска, многу држави го зимат како заштитник. Иако знаеме Јован починал, тој сега не може да ни помогне, тој е на одмарање, спие во својот гроб и чека воскресение, кога ќе дојде Исус Христос повторно да му го врати животот секако во еден нов живот, бесмртен живот. Читајте книгата на Откровение, бидејќи таа книга зборува за сегашност, зборува за наше време, и затоа, почитувани гледачи, ви го препорачувам апостол Јован да ги читате и неговите посланија, 1, 2 и 3, има многу совети, тој наречен и писател на љубовта, зборува за љубовта многу, бидејќи лежил на градите на Исуса Христа. Секако и апостол Павле зборува за љубовта, посебно во 1 Коринтијаните 13 глава, но Јован еден омилен Христов ученик, бидејќи тој најдолго живел, бидејќи бил млад. И затоа, тој ја продолжил ова радосна вест за Евангелието, и Бог му дал прекрасни виденија и искуства, додека бил на островот Патмос, му го открил Новиот Ерусалим. И читайте ги последните 2 глави, 21 и 22 глава и 20 глава од последната книга во Библијата, и ќе се воодушевите што се ги чека христијаните. Еве, толку за апостол Јован, одиме сега со уште една песна. Cesta koja vodi sve do raja, to je cesta mira i ljubavi. To je cesta mira i ljubavi. Da će opet doći k nama, to je obećanje vjere, upanja i ljubavi. To je obećanje vjere, upanja i ljubavi. Kada moraš sutra poći sa križanja svoga puta, pođi putem Krista i ljubavi. Pođi putem Krista i ljubavi. Pođi putem Krista i ljubavi. Одиме понатаму со нашата програма и со рубриките кои ги приготвивме за вас, почнувани гледачи, во ова наша заедничка утринска програма. Значи, вие следите емисијата на Радио Глас на надежта, емисија која се емитува секој утро од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Ово утро би се запознале со едно место, со едно село Богомила. Може би сте биле во Богомила, но еве ќе се запознаеме и сакам да ве воодушевам да кога ги имате време да го посетите и тој дел од нашата земја. Богомила, село во областа Азот, во општина Чашка, во околината на градот Велес.
До 2004 година селото представувало административно седиште на поранешната истоимена општина, а служи како главно село за останатите села во областа Азот. Се наоѓа на половина пат на железничката пруга Скопје-Битола. Значи, ако заминувате, ако патувате со воз од Скопје за Прилеп или Битола, неминовно ќе мора да поминете низ тоа живописно село. Името на селото првпат се поменува како Богомила во 1337 година. Името потекнува од личноста по име Богомил и означува село што му припаѓало на Богомил. Селото се наоѓа во областа Азот, во источниот дел на територијата на општината Чашка, во изворишното сливно подрече на реката Бабуна. Како најголема населба од овој крај, Богомила представува и важна железничка станица на линијата Скопје-Битола. Богомила, иако е аридско село, сепак лежи на алувајлна рамнина на реката Бабуна, на надморска височина од 510 метри. До неја е изграден локален второстепен пат од мостот на реката Бабуна кај селото Извор, а инаку од градот Велес селото е оддалечено некаде 46 километри. Богомила е заградена на север со Јакупица, на запад со Даутица и на југ со планината Бабуна. Значи, ако одете по тој асфалтиран пат до Богомила, и тука е крајот веќе, не може дојдете преку, зашто е планина од сите три страни е обколено со планина, но преку една од планините има тунел кај што возот поминува и се префрлува на другиот дел према Пелагонија, значи во тоа Пелагониско поле, но Богомила е, може да кажеме, последна станица патна ако патувате со автомобил. Значи, оградена е со три планини: Даутица, Јакупица и Бабуна. Селото се наоѓа на северозападниот дел од Богомилското поле и лежи на бреговите на реката Бабуна. Низ селото тече и мала река Сушица, која се влева во Бабуна. Селото зафаќа положба во која рамнината околу реката од исток и се допира со планинската падина на запад. Значи, има околни села: Нежилово, Папрадиште, Ореше, Бистрица, се поврзани со Богомила со асфалтни патишта. Има во близина, значи, мислам дека беше Папрадиште или Нежилово, има убав рибњак, природна здрава риба, зашто таму има вода чиста, изворска. Ако имате прилика да одите да го посетите ова излетничко место, нема да зажалете, има убава пресна риба, може да се послужите. Поединични краеви на атарот и вдолж неговата граница ги носат следниве називи: Осојница, Старец, Преслап, Кале и така натаму. Што да кажем уште за Богомила? Има богата историја. Низиното име потекнува од познатата верска секта и општествено-филозофското движење наречено богомилство. Ете, од Богомил. Знаете, тоа биле луѓе христијани богомили кои бегале, биле прогонувани затоа што живеле на друг начин и верувале надвор од онаа традиционално верување во Бога. Значи, тоа биле луѓе кои се криле по тие планини, потоа заминале во Босна, во Италија заминале, во јужниот дел на Франција, па се до Шпанија и Португалија, каде богомилите биле познати под името катари. Со оглед на стратешки важната местоположба на патот кој во срцето на средишниот дел на Македонија води кон Прилепско, Скопско порече, останатиот дел на Азот и Велешко, на местото на Богомила, населението имало уште од древни времења, значи имало население од древни времења. Стратешко место, некаде Богомила се наоѓа во центарот на нашата Република Македонија. Овде имаме сега и за време на турско робство, како се одвивали тие историски промени, како е да е, населението на Богомила доста настрадало во Првата светска војна, каде што бугарската војска убила 120 старци, жени и деца, и навистина тоа била голема трагедија. Македонскиот револуционер Ѓорче Петров во својата книга Материјали по изучувањето на Македонија од 1896 година запишал дека Богомила е најпознатото село во Азот и представува негово административно и трговско средиште.
Bogomila je bogato so pasišta, odnosno so šuma, tako da lugeto živjat i od prodažba na šuma, na drva. Ima i zemljodelska zadruga, se proizvodila zdrava hrana, бидејќи je недопрена природата, значи граф, пченка, компири и туто, нажалост, ето и тоа се печурки, значи планините се богати со здрави печурки кои сега ги берат и ги сушат за продажба. Еве да видиме од население, 2002 година имало 476 жители. Сега од најновиот попис немам податоци, но како е да е, ете, гледаме дека ова населба има некаде околу, може да кажеме 500 жители. Јас сум бил неколку пати, убаво е тоа место, ако имате прилика, ете, посетете го. Толку за Богомила, одиме сега да кажеме нешто за храната. Ово утро би ви прочитал, би ви пренел, почитувани гледачи, нешто за блитвата, зелено листесто богатство кој ги штити мозокот и срцето. Пазарите се полни со ова зелена билка. Зелено листеста блитва е зеленчук кој се одгледува широм Медитеранот. Содржи многу малку калории и масноти. Покрај тоа блитвата содржи бројни фитонутриненти кои делуваат превентивно на многу заболувања. Таа е една од најдобрите растителни извори на витамин К. Во 100 грама содржи 7 пати поголема количина од дневно препорачениот внес. Листовите од блитва се одличен извор на антиоксиданси и витамин С. Од минералите во блитвата и таа во поголема мера се среќава бакар, калциум, натриум, калиум, железо, манган, кои ги има во доволна количина и влијат позитивно во регулирањето на крвниот притисок, како и за формирање на црвените крвни зрнца. Исто така учествуваат во формирањето на ензимот супероксид дистомутаза, кој делува против клеточната оксидација. Ете, помага за обновување и дори на клетките. Оно што е посебно интересно е дека блитвата е извор на омега-3 масни киселини. За да го искористите најдобро она што се наоѓа во блитвата, јадете ја свежа. Свежата блитва е најдобра и ја има од јуни до ноември. Значи во целиот тој период летен па скроз до касна есен. Се смета дека со редовно консумирање на ова зелено листест зеленчук се постигнува значителна превенција од остеопороза, анемија, причинета од недостаток на железо во крвта, се овозможуваат доволни количини на витамин А во организмот, како и превенција од кардиоваскуларни заболувања и рак на дебелото црево. Ево уште еден повод, почнуи гледачи, да денеска ја користите блитвата. Може да ја правите во манџак, со ориз, но како што прочитавме, може и жива селата да се јади, не е штетна, значи не е опасна, може да се конзумира и како салата. Но, значи, блитвата е зелено листето богатство кој ги штити и мозокот и срцето. Еве, толку за блитвата, одиме со уште една песна и потоа ќе се вратиме да ја проследиме и последната рубрика. Што воду тражи с планинских извора, тако ти си чежња срца мога, тебе тражим ја. Snago moja i zaštito, u tebi duh moj se odmara. Samo ti si čežnja srca moga, tebe tražim ja. Što vodu traži s planinskih
srca moga, tebe tražim ja. Evo неповторново програма почнува гледајќи следува рубриката за археологијата. И денеска ќе го следиме движењето и патувањето на апостол Павле на овие простори. Апостол Павле во Солун. Од Филипа апостол Павле пролета во 50-та година тргнал кон запад по царскиот пат Вие Игнација, а по 6 дена пешачење пристигнал во Солун. Тоа може да го читате во Дела 17 глава од 1 до 4 стих. Тамо неговата проповед ја прифатиле малкумина од евреите, но многу повеќе од незнабожците од Солун, македонци и елини. Апостол Павле, Сила и Тимотеј почнале да го проповедаат Евангелието Божие во куќата на Јасон, во неговата ткајачница, во приватни домови и кај видни незнабожци и евреи, а исто така и немалку видни жени. Тоа било лично, индивидуално душегрижништво и пастирствување, поединачно и семено проповедање на Евангелието. И покрај првишните успеси во Дела 17:4, апостол Павле и неговите сотрудници морале ноќе да побегнат и да го напуштат градот, бидејќи против нив се побуниле евреите во Солун, припишувајќи им политички намери против заповедите на Кесарот, изјавувајќи оти имат друг цар, Исус. Во Солун со светиот апостол Павле, значи и другите негови соработници, Сила и така натаму, почнале и во тој дел на тогашна Европа да го проповедат Словото. Апостол Павле мислел дека набрзо ќе се врати во Солунската црква, но дури по 8 години тој повторно ги видел своите пријатели во Солун и тогаш пак морал да бега од куќа во куќа. Кога дојдовме во Македонија, никаков мир немаше, телото наше, во се бевме во маки, однадвор напади, однатре страв. Тоа го пишува второ послание до Коринќаните 7:5. Но прогонствата ги зацврстиле солунските христијани и ги зближиле. Та затоа апостол Павле најмногу од сите цркви нив ги фали за трпеливост, верност и братска љубов. Солунската црква на апостол Павле му дала и тројца сотрудници, односно соработници: Секунд, придружник на последното патување, Гај и Аристрах, македонци, Дела 19:29. Аристрах бил со него и во затворот во Рим. Апостол Павле ја основал црквата и во Береја. Тоа се случило некаде 51-та година, каде што Павле, Сила и Тимотеја го напуштале Солун и после 12 часа одење кон југ тие стапнале во Вереја, која се наоѓала во третата македонска управна област. Црквата во Вереја му дала на апостол Павле и добар сотрудник, односно работник, а тоа е Сосиптар Пиров, Баранец, Дела 24. Павловите посланија испратени во Македонија и пишувани во Македонија. Во Светото писмо, во Новиот Завет, Македонија и македонците се спомнуваат 28 пати во 24 стихови. Еве, можете да го проверите, нека ви биде задача, значи 28 пати се спомнува зборот Македонија или од Македонија, односно македонци. Ете, Бог сакал навистина Македонија да биде прославена и запишена на светите страници на Светото писмо во Библијата. Како е да е, археологијата тоа ни го потврдува дека Павловото движење и патување денеска е потврдено со тие археолошки пронајдени работи кои тие ги вршат ископување во земјата и ги пронаоѓаат и денеска, почитувани гледачи, денешната Библија што имаме навистина е веродостојна. Може да ја читате и денес без проблем, без страв, зашто живееме се уште, велам се уште во време на демократија, на слобода, каде што Библијата е достапна, но ќе дојде ден, на жалост, кога според пророштвото Библијата ќе биде повлечена и сокриена, како што било некојаш во темниот среден век. Почитувани гледачи, еве полека дојдовме до крајот на ова наша емисија. Бидејќи е лето, настапуваат и време на годишни одмори, така да за време на месецот јули ние ќе имаме нова шема, нова утринска емисија, значи ќе имаме нова содржина,
и ќе продолжиме да се дружиме на еден друг начин во текот на јули месец. Ќе видите за кој минута и самата реклама, но пред да се одивам, сакам на сите вас кои денеска го прослувате роденденот, а знам дека добар дел од вас го имате денеска вашиот роден ден, да ви посакам секој добро од Господа, многу здравје, радост и успех личен во вашиот живот. А на сите останати гледачи им посакувам убав ден, благословен и ви закажувам нова средба, ако Бог даде живот и здравје, утре во исто време и на исто место. Сега ќе се одјавиме со рекламата за новата шема на нашата емисија. Пријатно. Почитувани гледачи, ве покануваме да ја следите новата емисија Библијата зборува со теолог Томе Трајков на радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Ве очекуваме.